Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за производство на вино и дестилирани пијалоци. Верувам дека сите сте запознаени со што е тоа вино, барем сте виделе како изгледа, можеби сте пробале и знаете дека виното се добива од грозје. Така грозјето поминува низ низа чекори, еден цел процес, каде што главниот чекор е всушност алкохолната ферментација и од грозјето на крај добиваме вино. Во ред. Сега, ние всушност можеме да добиеме алкохолни пијалоци или пак некогаш наречени овошни вина скоро од секој растителен плод кој има голема концентрација на шеќер, тоа најчесто се овошја. Значи тоа може да се банани, портокал, јаболки, така. Така банана, портокал, јаболка, ананас, јагоди и така натаму. Значи, најразлични овошја кои имаат голема концентрација на шеќери, кои се многу благи, може да се користат за добивање на вина кои се нарекуваат овошни вина. Али обично не ги сретнуваме тие овошни вина, бидејќи обично од другите растителни продукти се прават некои други пијалоци, не се прават баш вина. Али ние, значи, главно ќе се држиме на производството на вино од грозје, или пак латинското име на грозјето е Vitis vinifera. Во ред, ајде сега да видиме како се одвива процесот на продукција на вино. Го имаме набраното грозје, во ред, и од него сега ги отстрануваме дршките, значи се отстранува дршката, бидејќи ако ги оставиш дршките, виното ќе има еден груб, таков некој горчлив вкус, бидејќи дршките содржат танини, и затоа се отстрануваат. Нормално ти нема 100% да ги отстраниш, тоа е скоро невозможно, но ќе ги отстраниш колку што можеш. Потоа грозјето се гмечи и од него нормално ќе искочи сокот и оваа смеса всушност се нарекува шира, сокот од грозјето. Оваа шира е нешто киселка, бидејќи има јаболкова киселина, има лимонска киселина и винска киселина. Од шеќери главно содржи глукоза и фруктоза и тоа е битно, запамтете го, значи содржи глукоза и фруктоза и содржи мала количина на азотни соединенија, нели, аминокиселини и различни протеини. Сега, самото грозје на својата површина има квасци. Во ред, тие се автохтони квасци, нели, за тоа грозје, за таа област од каде што е грозјето. Но на самото грозје има и многу микроорганизми кои се контаминанти, така кои не ни требаат. И затоа во денешно време правично на некој си начин се стерилизира ширата, додавајќи сулфур диоксид, бисулфиди, вакви метабисулфиди и некои други сулфурни компоненти, така што со цел да се убијат што поголем број микроорганизми, па потоа додаваме квасци кои нас не се од интерес. Иако најчесто си нима квасци кои се потребни, нели порано како правеле, они порано сигурно не го стерилизирале, него како што е, ќе го измечат и самото веќе си содржало квасци. Али денеска првен се стерилизира, значи со овие сулфурни соединенија, па се додава квасецот кој не е од интерес. Главно се додава сахаромицес церевисие, иако за некои специјални видови на вина имаме сахаромицес ферментати, бајанус или оиформис. Во ред, значи различни видови на квасци може да се додадат, различни видови, различни соеви од тие квасци и ќе се додадат во ред. И овие квасци кои ги додаваме нормално треба да бидат релативно отпорни, така значи треба да бидат отпорни на поголем процент на алкохол, нели главно етанол, да бидат отпорни на ниско pH, бидејќи сепак средината е нешто си покисела, и исто така да бидат отпорни на сулфиди, така значи отпорни на сулфурни соединенија, бидејќи нели претходно ставивме сулфурни соединенија за да убиеме работи и треба и квасците да се отпорни, значи и они ќе умрат. Сега кога тоа ќе се случи, ќе започне процес на ферментација и температурата многу ќе порасне, бидејќи се одвиваат многу биохемиски реакции, најголем дел од нив се екзотермни, и поради тоа температурата ќе порасне, може да порасне дури за 11 степени, но ние треба да го изладиме садот и се лади и се одржува на температура од околу 24 степени Целзиусови. Така значи не треба да биде ни претопло, ни преладно. Сега, интересно е дека да поменеме, нели спомнав преска дека во однос на шеќери има глукоза и фруктоза. Така, ако сакаш да добиеш благо вино, квасецот што ќе го ставиш, така овој квасец што ќе оставиш, ќе го избереш така да он ја користи само глукозата.
а фруктозата да не ја користи. Така што во крајниот производ, во крајното вино ќе имаш повеќе фруктоза и тоа ќе биде благо вино, бидејќи фруктозата е многу поблага во однос на глукозата. Значи тоа е главната идеја. Ставаш квасец кој ја користи само глукозата, така да фруктозата ќе си остане и ќе биде поблаго виното. Инаку истовремено во овој процес на ферментација, сега не можам да го ставам никаде слайдов, бидејќи всушност истовремено кислородот е исто така многу битен, али само на почеток. Значи кога го ставивме квасецот, така дека кога го ставивме квасецот, потребно е на почеток да има кислород со цел да имаме размножување за да стигнеме нели до оваа овдека точка. Но откога ќе имаме доволно количество на квасец, веќе не е потребен кислород, бидејќи процесот на добивање од шеќер во етанол е анаеробен. Не треба кислород за него. Но зашто анаеробно метаболизирање на шеќер ни дава или млечна киселина или алкохол. Дури и ние можеме да правиме алкохол на овој начин. Имаше еден човек, многу давно беше, кој што имаше одредено заболување, така што кај него се фаворизираше метаболичкиот пат, анаеробна гликолиза, односно катаболизам на шеќер, така што наместо да се пренесува понатаму пируватот да иде во митохондриите и крепс, тој правеше алкохол, така што он кога јаде нешто благо, он почнуваше да се опијанува, така тоа е за некои луѓе може да си сметат дека тоа е добро, јадеш чоколадо и стануваш пијан, не мора да пиеш вино ништо. Океј, како и да. Стигнавме до тука и сега започнува ферментација и таа трае од 3 до 5 дена. И откога тоа ќе се случи, веќе го имаме виното во ред. И долниот дел од овој салат кај што е всушност као решетка, така се отвара и као решетка, као мрежа, така што љушпите од грозјето кои се многу битни, значи љушпите не спомнав кои ги оставивме, овие нели виолетоиве вака, се многу битни бидејќи аромата, вкусот и бојата на виното потекнуваат од нив. Ако сакаш црвено вино, треба да ги оставиш љушпите. Вред, ако користиш бело грозје, нормално ќе добиеш бело вино, но ако користиш црвено грозје и ги тргнеш лушпите, ќе добиеш бело вино. Значи, кај црвеното грозје, дали си ги оставил лушпите или колку долго време ги оставаш, ја детерминира бојата на виното. Значи, ако ги оставиш низ целиот процес, лушпите, ќе добиеш црвено вино. Ако ги оставиш некаде до средина на процесот, ќе добиеш розово вино. Ако ги оставиш, ако воопшто не ги оставиш лушпите во текот на процесот, ќе добиеш бело вино. Но како и да е. После тие 3 до 5 дена се отстрануваат лушпите. Така, значи виното поминува низ решетката, лушпите остануваат горе. И сега тоа вино се пренесува во нов сад. Сега повторно тука се останати квасците и некои други партикули, некоја лушпа може би поминала и така натаму. Така што сега во овој новиот сад се остава некое време, се тоа да се сталожи на дното. Значи сега ќе се направи талог од квасци, некои други партикули, некоја лушпа што поминала низ мрежата и така натаму. И потоа многу внимателно виното треба да се препумпа во нов сад и се става или во дрвени буриња или во метални енергисувачки челик садови. Сега кај дрвените буриња ако се стави во нив, кај нив поминува воздух, значи они не дихтуваат толку совршено, така што поминува воздух, се прават воздушни џебови и може да се направат, да се развијат аеробни бактерии кои ќе го расипат виното, значи ако се стави во дрвен сад. Иако некои сметат дека не го расипуваат, него го подобруваат вкусот, бидејќи се прават некои други соединенија, повеќе се киселува, некој можеби тоа го сака, така што има некои вина така кои се прават. Но ако се става во метален сад, бидејќи не се полни до крај, например до тука го наполниш со вино и остатокот се полни со некој инертен газ. Така, значи тука се става некој газ кој не реагира со виното со цел да се исполни, нели, садот. И вкусот на виното всушност потекнува не само од алкохолот, потекнува нели од шеќерот, дали останала фруктоза, глукоза, потекнува од различни естерни соединенија, потекнува од масни киселини со различна должина, танини некои што може да се формирале различни видови на киселини, например млечна киселина може да се направи под дејство на некои бактерии, некои киселини може да оксидираат, некои танини оксидираат и така натаму. Значи, зависно во кој сад ќе се стави, дури дрвото, во
кај некои вина дрвото има некои екстракти кои излегуваат од дрвото или пак влијаат врз оксидацијата на некои соединенија и така натаму. Значи, вкусот зависи од садот во кој ќе обстои, но за различни вина нели си има различен процес. Ова е општо однака. Јас сега го објаснувам. Сега, значи тоа си седи у садот, зрее, малце го променува вкусот и тоа може така да седи до 2 до 5 години. И сега треба тоа да се избистри. Во тек на ова време на зреење најчесто и ќе се избистри самото по природен пат, така, но некогаш треба да се додадат материјали, мислам, субстанции со цел да се потекне или да се случи бистрењето, да се додаваат желатин, казеин, албумин или бетрионин, кои ќе помогнат за бистрењето, а бистрењето е всушност да се отстранат танини, протеини и киселини, да биде како бистро, така да не биде матно виното. И овие материи кои се содаваат за вештачко бистрење всушност ги врзуваат овие материи, така што кога ќе ги врзат се таложат и после се тргаат само на страна, се трга талогот и виното е побистро. И од кога тоа ќе завршиме, треба виното да се пакува и пред тоа да се направи, некогаш виното се пастеризира, што е всушност се става на температура од 60 до 65 степени, онака пола сат поминува или на некоја си повиска температура пократко време, или пак се филтрира. Сега, некој сметаат дека филтрацијата е многу подобра, бидејќи со пастеризација се уништува на некој си начин вкусот, зашто кога пастеризираш, употребуваш топлина, така, значи зголемува температурата, а тоа ќе влијае врз различни соединенија, така што може да ги деградира и при тоа ќе имаме промена на вкусот. Додека при филтрација немаме зголемување на температура, едноставно филтрираме, али треба да користиш ептен добри филтри за да не поминат бактериите и квасците. И на крај, дали се пакува во шишиња, најчесто стаклени, може во буриња и нели различни садови. Сега, бидејќи пастеризацијата и филтрацијата не е целосно отстранување на микроорганизми, дури при префрлање, отварање на виното и сите различни манипулации, може да дојде до контаминација. Најчесто тоа е од леуконосток, лактобацилус или сахаромицес овиформис или бајанус. Значи, тие се обично квасци или бактерии кои го контаминираат виното и го прават покисело или пак прават некои други соединенија, ама најчесто прават киселини и може дури да го направат како оцет на некој си начин. Иако немаме баш овие ацетобактер, сепак ќе направат различни киселини кои ќе наликува виното како да е оцет. И тоа беше главно за процесот на производство. Сега ќе видиме какви видови на вина имаме, како ги делиме и така натаму. И ова е една поделба на вината која може да се направи и може да се поделат значи на природни вина, каде што под природни се мисли на вина кои што го следат у наводници природниот процес без ние многу да интервенираме, односно ги ставаш квасците си го ферментираат шеќерот до алкохол и стига до просечно 12%, може да иде од 9 до 14, но ќе речеме 12, и при таков процент на алкохол самите квасци почнуваат да умираат, бидејќи они не може да живеат во многу голем процент на алкохол и таму запре процесот. Но кај овие зајакнати или засилени, fortified, имаат повисок процент на алкохол, гледате, а тоа е поради тоа што имаме додавање на дестилиран алкохол, имаме исто така присилена оксидација со помош на притисок, имаме загревање, така што побрзо се одвива процесот, така што на некој начин се со поголема концентрација на алкохол, бидејќи има нешто што е у наводници вештачко што се прави. Сега, самите природни вина може да се поделат на still wines, што се обични, ги нарекуваме, или трапезариски, table, бидејќи тие се тие кои користиме најчесто нели на маса, како за предјадење, додека јадеме и така натаму. Може да бидат такви суви или посладки, така бели, розеви вина и така натаму. Може да бидат sparkling, што значи пенливи, такви газирани, се мисли на шампанско, и ќе зборам после оваа поделба, детално ќе разгледаме како всушност се прави шампањ, бидејќи е многу интересно.
А кај за јакнатите, иако овде има некои подобри на сладки, шери и флейворд, главно можеме да ги поделиме на 3 до 4 групи, а тоа се порт, шери, маедира и вермунд. Значи порт, шери, маедира, вермунд, тие се главното четирите. И мињата потекнуваат од тоа каде првпат се произвегле, така од името на градот или некоја населба, некој човек кој ги направил и така натаму. Значи таму потекнуваат и мињата главно и сите имаат различни карактеристики, се приготвуваат на малку поразлични начини од другите и затоа имаат некои различни вкусови, односно ароми. Инаку за овошните вина преска не спомнав, бидејќи нели спомнав може и од други овошја се направи вино, но ако сакаш да го направиш, бидејќи најчесто нема доволно шекер, се додава вештачки шекер, мислам вештачки, се додава оној шекер например што го користиме дома или некој друг шекер, таков произведен во сува форма, се додава така што да има повеќе шекер и да се добие повеќе алкохол од овошјата кои немаат доволно шекер. Ајде да видиме сега како се произведува шампањ. Нели спомнав дека шампањот е всушност пенливо вино, или у наводници можеме да речеме газирано вино, а знаеме дека газирани пијалоци се газирани поради тоа што содржат CO2. Океј, за да го раствориш CO2 во дадената течност треба да биде под голем притисок. И ова може да се направи вештачки, да внесат CO2 како што прават газирани сокови, но се прави со користење на квасци, бидејќи самата автолиза на квасците, кои ќе направат CO2 во виното, од кој ќе умрат, ќе дадат и посебна арома на шампањот. Во ред, значи нема да биде само вино кое е газирано, него ќе биде и со друг вкус. И самото име шампањ потекнува од местото каде што првпат го направиле, тоа е некој градче во Франција кој се нарекува Шампањ. И процесот започнува вака. Значи прво мешаш различни вина, зимаш, мешаш, ги мешаат се додека не добијат посакуваната арома. И оваа мешавина од вина се нарекува куве. Вред има некоја си жолта боја, која викаат како слама боја, бидејќи е како слама боја. И се става ова куве во ново шише, каде што ова шише треба да е со многу дебели ѕидови. Океј, значи треба да е многу цврсто такво шише, не може да биде некое старо користено шише, мора да е ново, цврсто шише, бидејќи притисокот кој ќе се создае ќе биде многу голем, дури и до 6 атмосфери. Добро се става сега ова кувето, мешавината од вина. Се става нови квасци, главно се дава сахаромисец бајанус и се става шекер. Главно за секој 4 грама на литар шекер кој го додаваме, притисокот ќе се зголеми за 1 атмосфера. Океј, и треба да оди до 6 атмосфери, затоа 4 по 6 24. Ако правиме 1 литар шампањ, треба да ставиме 24 грама шекер и за да добиеме 6 атмосфери. Али не треба да биде под 4. Значи може да биде 5 атмосфери, али да не биде под 4 атмосфери. Океј. Е сега, од која ќе ставиме квасците, исто така нели ќе ставиме шекер. Не треба да ставаме сулфурни соединенија, бидејќи квасците може да ги направат во H2S, што е всушност дава мирис на расипани јајца и нема да биде ич вкусен шампањот, така што не треба да има сулфурни соединенија. И го ставаме сега, ова шиша вака нели со дебели ѕидови, со кувето внатре со шекерот со се, го ставаме хоризонтално, значи легнато, на температура од 15 до 16 степени Целзиусови во некој подрум и се така 2 до 3 месеци. Сега ако сакаш поубав шампањ, винтидж, се остава сега на 10 степени 1 до 5 години. Океј, од кога тоа ќе помине, виното, ова сега веќе како шампање на некој си начин направено, сега има CO2 внатре него, се става подагол од 45 степени, значи вака како легнато на посебни едни ко држачи, така се поставува шишињата и постојано се врти, значи еднаш го вртиш на десно, кон стрелките часовникот, еднаш кон лево, па кон десно кон лево. И на секој ден се врти така во период од 2 до 6 недели со цел талогот од квасци кои нели ги ставивме, да се собере во грлото, така? Значи тука кај вратот, всушност на шишето. Иначе квасците кои ги бираме треба да бидат таков сој на квасец што ќе изумре после даден временски период, така што самиот процес на автолиза ќе даде вкус на шампањот, потребниот вкус. Е сега, кога ќе се соберат квасците на дното, нели овдека со зелена боја, се собра на дното, односно
вратот на шишето, бидејќи свртано кон нопаку, се мрзне грлото, окей, односно вратот. Значи овој тука дел се замрзнува, така што овдека ова станува кон мраз. Окей, кон замрзнат чеп. И потоа се отвара и притисокот кој се создал натре го isfrла овој чеп од напред, така? Го isfrла, буф! Искача се замрзнатиот чеп, во замрзнатиот чеп беа квасците. Значи квасците сега такви замрзнати искачаат надвор, но нормално и делот шампањот ќе истече. Така, значи делот шампањот ќе истече, ти не може одма да го затвориш, малце ќе се изгуби. Али тоа што ќе се изгуби се надополнува со ново вино и шекер и се затвара. Океј? И сега е спремно за продавање. Сега гледате овдека како го користиш шишиња, не можеш да направиш големо производство и денеска има некои помодерни методи каде што целиот овој процес наместо у шише се прави во големи танкери, такви големи ферментатори кои може да издржат притисок до 12 атмосфери. Значи се прави на големо со цел да се покрие побарувачката. И за крај ќе спомнеме нешто за дестилираните алкохолни пијалоци кои се добиваат главно преку процес на дестилација, каде што всушност повеќе испарливата течност, во овој случај алкохолот, како што испарува, во однос на парите кои се добиваат од вода и алкохол, има поголем процент негово течноста, така што таа пареја повторно се кондензира и добиваш повисок процент на алкохол. Значи тоа е веќе органска хемија, не мораме во тоа да навлегуваме, но знаете дека со процес на дестилација се добива поголем процент на алкохол и тие се всушност дестилираните алкохолни пијалоци. Бидејќи ако користиш квасец, така не можеш да бидеш над, не знам, 14% алкохол, бидејќи самиот квасец умира ако има голема концентрација на алкохол, голем процент. Поради тоа не можеш да користиш алкохол, мора да користиш хемија, така и ќе стигаш до повисок процент на алкохол. И бидејќи главно за дестилираните алкохолни пијалоци се користат некои растителни продукти кои немаат многу голема концентрација на шекер или пак имаат сложени шекери, мора да се додадат ензими во некој случај или пак други микроорганизми да ги разложат шекерите, па после да може тие шекери да бидат конвертирани во алкохол, па кога ќе се добие алкохолот да се изврши дестилација и да го добиеш дестилираниот алкохолен пијалок. И еве онака краток текст за најголем дел од дестилираните алкохолни пијалоци. Значи имаме виски, алкохолен пијалок кој се дестилација на ферментирани зрна од жито. Вред, сега житото нормално има комплексни шекери, треба да се користат пред ензими, малце да се разградат, па понатаму нели се користат вакво квасците да добиеш алкохол, па тој алкохол со помошта дестилација се зголемува тој процент и имаш виски. Бренди е ферментиран овошен сок, дестилат од ферментиран овошен сок, значи го ферментираш овошниот сок, добиваш алкохол, па тој го дестилираш и добиваш поголем процент на алкохол и добиваш бренди. И што повеќе пати дестилираш еден пијалок, добиваш поголем процент, нормално до граница, сега тешко да се добие 100%, тоа е скоро невозможно, треба посебни техники, но се зголемува процент на алкохол, најчесто се прават една-две дестилации, зависно од пијалокот. Имаме рум, кој се прави од трска или шекер, така преку продукти меласа или сок од трска. Имаме джин, водка и ракија. Ракијата ни е позната за Македонија. Сега дека вика дека джинот, водката и ракијата се прозирни како вода, но знаеме дека има и ракија која не е прозирна, така малце има која жолтоникава боја. Нормално има различни начини на како се подготвува, така мали варијации може да влијаат врз крајниот продукт. Знаеме, водката се подготвува од компири, во Русија многу се користи. И имаме овдека на крај ликер или пак американски кордиалис, го нарекуваат. И се добива од потопување на тревки во дестилати од жито, бренди или пак джин. И тоа е главно се што требаше да објаснам во однос на продукцијата на вино и кратко не зборевме за дестилирани алкохолни пијалоци. Нормално има многу повеќе детали ако се навлезе во индустријата, што е се битно, но ова е општо онака главните црти кои треба да се знаат. И тоа беше се за видео, сега на Книжи Фешн Ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.